Затишје пред бура, потурканиците и судирот со полицијат во изминатите 2 дена. Денеска во Чашка е мирно. Родителите и жителите од ова мало населено место се повторно на улица. Денеска блокираа на 3 места, на влезот и на излезот од Чашка и пред општинската зграда. Полицијата пак е распоредена на стратешки места низ општината, а најмногу се пред самата општинска зграда. Состојбата наликува како на буре барут, кое му фали само малку да експлодира. Родителите и локалната власт не отстапуваат од своите барања, да се вратат ингеренциите врз училиштето Тодор Јанев во рацете на градоначалникот Горан Стојановски, како единственото решение за проблемите со воведувањето на албанската паралелка. Велат протестите ќе продолжат се додека не се разреши директорката на школото Елена Николова и се повлече одлуката за воведување на албанската паралелка. Но и власта не попушта, им предложила паралелката на албански јазик да функционира до крајот на школската година, а потоа да се бара друго решение. Ова е неприфатливо за родителите. Немавме слух од ниту една одговорна институција во ситуацијава. Кога велам одговорна, мислам на првично трудовиот инспекторат, доколку што имаме поднесувано неколку представки, не се излезени на терен по ниту една. На таа основа е пратена и представка до управен инспекторат. Значи апел и до тие институции, пак ќе напоменам, управен инспекторат, СВР Велес, сектор економски криминал, очекуваме и од нив одговор, трудовата инспекција, исто ДПИ, пак ќе го споменам. Она што дополнително загрижува е што дел од родителите размислуваат децата да се ги префрлат во друго училиште. Велат само така ќе спречат нивните најмили да не бидат дел од игрите на власта. Сите ги повикуваме да испаднат, да не поддржат, што можно побрзо, воедногласно да се најде решение, да им се отвори училиште како што налагодува градоначалникот и да си продолжат да се учат во Бањица. И градоначалникот на општината побара да му се вратат ингеренциите врз училиштето. Тој од власта побара итно да изнеде решение и децата конечно да почнат со настава. Сведоци сте и вие и ние и граѓаните дека обидот на незаконското спроведување на паралелка во општина Чашка доведува до ова што денеска ни се случува. Иако јас како градоначалник во повеќе наврати алармирав и претходно кај министерот за образование, ни се случува тоа што ни се случува. Ниту еден граѓанин, ниту пак јас имаме проблем децата да се учат на својот мајчин јазик согласно Уставот на Република Македонија, но тоа мора да биде на законски начин, затоа што само така ќе биде рамноправно кон сите граѓани во Република Македонија. Проблемите во Чашка започнаа уште во септември, односно од почетокот на учебната година, кога власта реши преку ноќ во ово училиште да се воведе посебна албанска паралелка, иако албанци нема. Едва се собрале 5 ученици кои би ја посетувале. Родителите цели 3 месеци протестираат секојдневно против оваа одлука, но и против работењето на директорката на училиштето, која слепо ги слуша наредбите на министерот.